Драги Рашковски од куќен притвор се пресели во истражниот затвор Скопје, каде следните најмалку 30 дена ќе биде во затворски притвор. Ова доаѓа кога кривичниот совет при основниот кривичен суд ја прифати жалбата на обвинителството и ја прииначи првата мерка. Тој во шутка заврши како дел од истрагата за набавката на софтверот за мерење брзина за МВР. Покрај поранешниот генерален секретар на владата во затворски притвор заврши управителот на Инвока Груп Даниел Станчевски. Некаде околу 18 часот и 10 минути тука во истражниот затвор во Шутка беше спроведен поранешниот владин генерален секретар Драги Рашковски. Откако денеска кривичниот суд ја прифати жалбата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, со која што мерката куќен притвор му се замени со мерка затворски притвор. Од судот информираат само дека прифатиле жалбата на обвинителството, не откривајќи повеќе детали. Кривичниот совет на одделението за организиран криминал и корупција, постапувајќи по жалби изјавени против решенијата на судијата на претходна постапка од 16.4.2021 година, со кои на ДР и ДС им се определува мерка куќен притвор со дополнителни мерки за предпазливост. Денеска одржа седница во присуство на странките, по која ценејќи го предлогот како изјавените жалби, донесе решение со која прифати жалбата на јавниот обвинител и го преиначи решението на судијата на претходна постапка. Со тоа на осомничените ДР и ДС им се определува мерка притвор во траење од 30 дена. Порталот SDK.mk од судско-обвинителски извори дознава дека четврто осомничениот во истрагата не успел да го форматира телефонот пред да му биде одземен и во една од пораките прво осомничениот Драги Рашковски му вели: "Слушај, изразувај се стручно, овие се глупи, ништо нема да те разберат." Затворскиот притвор на Рашковски му е определен на само неколку дена откако Алфа објави дека неговиот джип е запишан на име на еден од владините хонорарци, како и дека целиот свој имот го запишал на своите деца. Поради ковид протоколите Драги Рашковски првите 10 дена во Шутка ќе ги мине во изолација во посебна просторија.